Добар ден и добре дојдовте во Актуелна тера. Еве ги настаните на денот. Патот Битола Прилеп однесе уште една жртва. Има или нема листерија во производите на Екстрамейн? Граѓаните се повнимателни со инсектите. До каде е изградбата на далноводот над Битола? Патот Битола Прилеп однесе уште еден живот во синоќешната тешка сообраќајна незгода при директен судир на Ресенско Пунто и Скопски шлепер. На лице место почина 29 годишниот возач на пунтото, Оливера Михајловска. Полициските сирени уште еднаш ја потресоа Битола, но овој пат со трагични последици кога синоќа околу 20 часот се судрија патничко возило Фијат Пунто со ресенски регистарски таблички и товарно возило Шлепер со скопски регистарски таблички. Животот на лице место го загуби ресенчанецот, собственик на патничкото возило. Несреќата се случи на магистралниот пат Битола Прилеп во близина на селото Српци, 1200 метри во близина на надвозникот кај селото, околу 20 часот при директен судир на двете возила. Сообраќајна незгода во која учесници се патничко моторно возило Фијат Пунто со ресенски регистарски таблици, управувано од Гоце Т, 29 годишен, кој починал на лице место. Смртта е констатирана од доктор од итна медицинска помош. Возило тегнач марка Рено со скопски регистарски таблици и полуприколка Шмиц, исто со скопски регистарски таблици, управувано од МЦ, 61 година, од Крива Паланка, кој што во незгодата се стекнал со тешки телесни повреди. При судирот на двете возила на лице место загина возачот на патничкото возило, додека возачот на товарното возило поминал со телесни повреди. Синоќа бил хоспитализиран во Битолската болница, се здобил со фрактура на прстот на ногата и е надвор од животна опасност и утрово е пуштен на домашно лекување. Причините за оваа несреќа се истражуваат. Патот Битола Прилеп синоќа до полноќ беше затворен за сообраќај додека траеше увидот од страна на основното јавно обвинителство и екипите на СВР Битола, а возилата се пренасочуваа по стариот пат. Во непосредна близина на местото на синоќешната незгода, на истиот патен правец пред 3 месеци, при судир на две возила животот го загубија 7 лица. Инаку ова е втора тешка сообраќајна несреќа во Битолско во изминативе 2 дена. Во вторникот, при судир на 2 автобуси на патот Битола Демирхисар, беа повредени 21 лице, од кои 4 со потешки последици. Различни институции, различни резултати. Има или нема листерија во производите на Екстрамейн? Различни институции, различни резултати. Агенцијата за храна и ветеринарство не најде листерија во спорните лотови на вакуумиран сецкан свински врат на кумановската месна индустрија Екстрамейн. И Екстрамейн соопшти дека суперанализата во погоните и на нивните производи покажала дека бактерија нема. Претходно Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство соопшти дека бактеријата, од која се заразија 9 луѓе, а 4 починаа, е најдена во сецкан свински врат на Екстрамейн, земен од малопродажба во Гевгелија, и дека таа 98% е генетски идентична со бактеријата најдена кај луѓето. Денес се огласи Институтот за микробиологија и паразитологија, кој посочува дека во текот на изминатите 12 недели од крајот на мај досега на Институтот за микробиологија и паразитологија изолирани се 10 бактериски соеви на листерија од 9 пациенти кои беа хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и детската клиника од крв и цереброспинална течност. Во соопштението оттаму вела дека сите бактериски соеви, според официјалните информации од ветеринарниот факултет, се идентични и му припаѓаат на еден ист клон на бактеријата листерија моноцитогенез. Според извршените испитувања на соевите на листерија, изолирани од заболени пациенти на Институтот за микробиологија и паразитологија и типизирани на ветеринарниот факултет, може да се заклучи дека се работи за идентичен високо вирулентен клон на бактеријата листерија моноцитогенез, се вели во соопштението. Бугарија пламна од син јазик кај овците. Комарците ја донеле епидемијата од Грција, каде што има заразени животни. Досега болеста убила 700 овци кај бугарските сточари. Утврдена е кај животни во 263 фарми во 185 села во 17 области во земјата, посочија од Бугарската агенција за безбедност на храната. Најзасегнати се областите Бургас, Хасково и Смолјан.
Во Македонија болеста се појави во Пијанец. Во селото Нов Истевник, на местноста Пасјак, регистриран е вирусот на болеста кај една крава, додека во Разловци кај две. Податоците од анализите на крвта беа доволна причина надлежните инспектори да спроведат мерки за прскање со инсектициди кај заболената стока, но и да воведат забрана за продажба на жива стока од овие села. Жителите во Малото Пасјак не се запознати дека болеста стигнала до нивната порта. Тешката година за земјоделците, болеста син јазик ја прави уште потешка. Искуството од болеста од 2001 година во Малешевијата им дава оптимизам на експертите дека загубите ќе бидат минимални. Болеста не може да се пренесе меѓу луѓето дури и при конзумирање на месо и млеко од болно животно. Земјоделците сепак трпат загуби. Граѓаните се повнимателни со инсектите, откако азискиот стршлен ги преплаши граѓаните на Македонија. Маја Богоевска. Откако излегоа информациите за азиските стршлени, но и информацијата дека стршленот кој беше најден на водно било потврдено дека припаѓа на опасниот вид, граѓаните се повеќе внимаваат на инсектите околу нас. Тоа го докажува и фактот дека во нашата редакција неколку пати се јавиле, донеле примерок, а последно и ни пратија слики од инсект кој мислат дека е невообичаен за наши простори. Во пораката која беше пратена заедно со сликите е наведено дека откако го забележале инсектот, значително поголем од вообичаеното, го усмртиле и го ставиле во пластично шише, а настанот многу ги вознемирил. Го поставуваат прашањето каде да се обратат. Во консултација со неколку институции во градот, единствена овластена лабораторија во земјава за испитување е она на Ветеринарниот институт во Скопје. А она што досега неколку пати стручните лица го потенцираа е инсектите во никој случај да не се вознемируваат и да не се усмртуваат без заштита на рацете. Пред повеќе од еден месец од Центарот за јавно здравје апелираа да не се создава паника, како и дека кај нив имало повеќе јавувања од повеќе градови од регионот. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Втор ден од уписите на Битолскиот универзитет. И за други вести по кратката пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш, никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Кај 9 мината пациенти примени на клиниките во Скопје утврдена листерија моноцитогенез, за која сите проверки покажаа дека е од ист клон. Кузман вели дека гробот на Александар е на место каде што сега се наоѓа џамија, која што никој жив не може да ја помести за да се потврдат таквите претпоставки. Во Македонија денес и утре тропски ден. Утринските температури ќе се движат од 14 до 24 степени Целзиусови, а максималните дневни од 30 до 40 степени Целзиусови. УВ индексот ќе биде 9. Руската влада соопшти дека Твитер профилот на премиерот Дмитрий Медведев бил хакиран. Бугарија од руското ембарго ќе претрпи директна штета меѓу 5 и 10 милиони евра, изјави бугарскиот министер за земјоделие. Едно лице во Црна Гора е ставено во карантин откако допатувало од држава во која вирусот Ебола е присутен. Крајот на септември треба да биде ставен под напон новиот двосистемски 110 киловолтен далековод, кој ги поврзува трафостаниците Битола 3 и Битола 4. Денеска во Биколка беше вице-премиерот Владимир Пешевски. Оливера Михајловска.
Вице-премиерот за економски прашања и генералниот директор на МЕПСО денеска во увид на работите на изградбата на новиот двосистемски 110 киловолтен далековод, што ги поврзува трансформаторските станици Битола 3 и Битола 4. Целта на новиот двосистемски 110 киловолтен далековод, кој се очекува да биде завршен до почетокот на септември оваа година, и да се подобрат напонските услови и да се зголеми доверливоста и безбедноста на енергетското снабдување во Пелагонискиот регион. Изградба на 400 киловолтниот далековод кон Србија ќе се отпочне во скоро време и со обновување на поголем дел од веќе постоечката 110 киловолтна мрежа. Се работи за исто голем проект со кој што околу 60 на километри од далеководи ќе бидат заменети бетонските сочелишни столбови. Се работи на уште неколку врски, подобрување на системот на управување, на сигнализација и други работи во рамките на МЕПСО, со што очекуваме во наредните година до две веќе МЕПСО да во својот дел на работата во снабдувањето со електрична енергија представува можеби најсигурната алка во системот, и тоа е нешто што ќе биде потребно на Македонија не само за овој период, туку и за наредните децении. Се разбира, прашањето на инфраструктурата не е само електроенергетиката, тука и гасификацијата, тука се и автопатиштата, секаде имаме проект. Составањето под напон на оваа инвестиција вредна повеќе од 2,4 милиони евра во енергетски прстен ќе се поврзат сите 4 трансформаторски станици поврзани на преносната мрежа во Битолскиот регион, со што во иднина ќе се сведе на минимум ризикот од испади. Овој далековод е долга 10 километри, од кои 700 метри се подземен кабел што минува низ населбата Нова Битола. МЕПСО поставува прв пат подземен кабел во откако, значи, е од основањето на МЕПСО. Да. И тоа што значи? Со самото поставување на подземен кабел е во насока на ослободување на визуелниот дел на теренот, значи од столбови од една страна, од друга страна имаме некои позитивни за нас, значи за АД-МЕПСО имаме позитивен пристап во делот, односно позитивни ефекти во делот на експроприацијата на земјиште. Значи тука ни се олеснува состојбата околу експроприацијата. Општина Битола ги обезбеди условите за овој проект да се реализира. Локалната самоуправа тука максимално се вклучи. Вие знаете дека постапката мора да оди преку советот на општината за измена, дополнување на деталните урбанистички планови. Максимално сите наши служби ги ставивме на располагање и мислам дека ова е еден многу убав проект за кој што општината само ги даде условите, а максимално реализацијата потполно е нивна. Со реализацијата на овој проект, целта на МЕПСО е да ги сведе на минимум ризиците од испади во овој регион и да ја зголеми сигурноста во напојувањето со електрична енергија во Битолскиот регион и да ги подобри напонските прилики на преносната мрежа. Денеска е втор ден од уписите за академската 2014-2015 година на Битолскиот универзитет. Тече вториот ден за упис за идните бруцоши. Заинтересираните кандидати потребните документи за упис ќе ги доставуваат на соодветните високообразовни институции. Според конкурсот во академската 2014-2015 година на прв циклус студии на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола има вкупно 3665 слободни места. Годинава има 2155 слободни места во државната квота, 970 во квотата за кофинансирање и 540 слободни места за вонредни студенти. На Техничкиот факултет Битола има вкупно 465 слободни места. Економскиот факултет Прилеп има вкупно 645 слободни места. Факултетот за туризам и угостителство Охрид 285 слободни места. Педагошки факултет Битола располага со 75 слободни места. Факултетот за биотехнички науки Битола 215 слободни места. Високата медицинска школа ќе ги отвори вратите за 260 идни студенти. Факултетот за безбедност Скопје има 260 места, правен факултет Кичево 410 слободни места. Технолошко-техничкиот факултет Велес располага со 275 места, а ветеринарниот факултет Битола 75 слободни места. По затворањето на факултетот за администрација и менеджмент на информацијски системи за прв пат годинава ќе започне да функционира факултет за информатички и комуникацијски технологии, на кој заедно со дисперзираните студии во Велес
Велес и Прилеп ќе може да се запишат вкупно 730 студенти. Пријавувањето за новиот факултет за информатички и комуникацијски технологии ќе се одвива во просториите на ФАМИС. Инаку во новата академска 2014-2015 година на УКЛО продолжува проектот на владата на Република Македонија 30/35 за стекнување на високо образование за возрастни и оваа дополнителна можност ќе се остварува со 70 места на 2 единици, Техничкиот факултет и Високата медицинска школа. Вториот уписен рок ќе се одржи на 1 и 2 септември, а третиот на 15 септември 2014 година. Децата од Интернационалниот детски фестивал Тралала денес беа во посета на храмот Свети Димитри, каде беа примени од владиката Петар. Маја Вукоевска. Вчера започна 15-тото издание на Интернационалниот детски музички фестивал Тралала. 40 млади музички таленти од 16 држави ќе земат учество на фестивалот кој ќе трае до 16 август. Фестивалот се смета за успешен промотор на Македонија и македонската култура ширум светот, бидејќи досега фестивалот Тралала е представник на Македонија на голем број меѓународни фестивали и арт манифестации, на кои се освоени голем број на награди. Со цел учесниците од странство да се запознаат со дел од македонската култура, денес учесниците го посетија храмот Свети Димитрија. Станува збор за еден голем настан, значаен, многу значаен за Битола, како еден од најкултурните градови во Македонија или најградските градови во Македонија, и секако дека доаѓањето во Битола и запознавањето со целокупната култура што е поседува Битола, па и Македонија и Македонската православна црква е настан за учесниците, за посетителите, но и за нас како народ, како нација и како црква, со тоа што ја представуваме нашата изворна култура, го представуваме нашето изворно, историско, национално и културно и црковно богатство, и на тој начин сметам дека се збогатуваме и ние, но и учесниците на овој интернационален фестивал. Мислам дека е ова голем настан за воопшто за нашиот фестивал и за нашиот град, бидејќи толку држави на едно место во Македонија, не само во нашиот град, се немаат собрано на едно место, значи толку држави да учествуваат на било каква манифестација. Среќен сум и задоволен што успеав да го одбележам 15-тиот јубилеј со толку гости. Среќен сум што нашата агенда е толку богата, да ги видат природните убавини на нашиот град и воопшто на нашата држава. И се надевам дека тие гости ќе си заминат од овде презадоволни од нашата гостопримливост и дружелюбивост, и се надевам дека повторно ќе ни дојдат наредната година. Дел од жири комисијата на фестивалот е и Маргарита Христова. Ова значи многу и за градот и за државата воопшто, затоа што во денешно време кога многу фестивали изумираат, еве Тралала 15 години трае, а годинава има представници од 16 земји, навистина прекрасни деца кои прекрасно пеат, поготово морам да ги пофалам нашите од Македонија, од Битола, кои навистина покасно ќе прераснат сигурно во одлични пеачи и ќе представуваат нашата земја на секаде низ светот. Мене ми е посебно драго кога се работи за детски фестивал, затоа што и јас сум почнувала како пеач како мала на детските фестивали и знам што се тоа значи за децата и знам како тие го доживуваат това. Странските делегации воодушевени од Битола и од организацијата на фестивалот. Вие сте еден толку музикален, толку добронамерен, пријателски настроен народ. За мојата група е секогаш задоволство да гостуваме во Битола на толку добар организиран фестивал. За нас е големо задоволство да работиме со Тонија Лексовски, директор на фестивалот, кој е многу искусен во организирањето, помага и на моите фестивали во Бугарија. Навистина сме многу задоволни и сите родители се воодушевени од Битола и гостопримството во Македонија. За време на фестивалските денови покрај музичкиот дел предвидено е децата од странство да се запознаат со убавините и културата на Македонија, заради што за сите деца учесници ќе бидат организирани посети на Охрид и Свети Наум, Пелистер, античкиот локалитет Хераклеја и други места значајни за македонската култура и историја. Еве што донесува светот на актуел. Заради ебола, едно лице во Црна Гора под надзор. И за други вести од светот, покусата пауза. Останете со нас.
Кларинетистите Ѓоревски и Петров ги воодушевија битолчани со концертот во Битоло. Започна јубилејното 15-то издание на детскиот фестивал Тралала. Најпознатите джез композиции пред битолчани. Голем концерт на Биело дугме во Битола по повод 40 години постоење на популарната група. Single Ladies гостуваат во Битола. Едно лице во Црнагора е ставено во карантин, откако допатувало од држава во која вирусот е присутен. За сега ова лице е само под здравствено наблюдување, соопшти Институтот за јавно здравје на Црнагора. Сепак од Институтот нагласуваат дека во моментот во земјата нема ниту едно лице за кое постојат основани сомненија дека боледува од оваа високо заразна болест. Во меѓувреме, властите во Гвинеја, една од земјите погодени со епидемијата на ебола, прогласија вонредна состојба откако за 2 дена починаа 56 пациенти заболени од оваа болест. Председателот на Гвинеја, Алфа Конде, изјави дека вонредната санитарна состојба е воведена во согласност со прописите на Светската здравствена организација. Со ова, бројот на жртви од смртоносната хеморагична треска, за која уште нема ниту вакцина, ниту лек, во Западна Африка се искачи на 1065, од вкупно заболените 1975 лица. Рускиот конвој со 300 возила хуманитарна помош го продолжи патот кон Украина, тргнувајќи на југ кон бунтовничкиот Луганск. Руски официјални лица претходно изјавија дека конвојот ќе влезе во регионот Харков, кој е исто така под контрола на бунтовниците. Москва ги отфрли тврдењата дека конвојот е изговор да се испрати воена помош на сепаратистите, кои се борат со владините сили во источниот дел на Украина. Украинските власти пак денеска објавија дека наводно ќе испратат свој хуманитарен конвој за населението во бунтовничките упоришта во источниот дел од земјата Луганск и Донјацк, додека со контрадикторните изјави на украинските челници неизвестно е дали е дадена дозвола за рускиот конвој кој тргнал кон истите одредишта уште во вторникот. Рускиот председател Владимир Путин денеска во Севастопол на Крим раководеше со седницата на Рускиот совет за безбедност, а утре ќе има средба и со членови на Думата. Рускиот председател Владимир Путин изјави денеска дека земјата ќе стори се што е потребно за да запре крвопролевањето во Украина. За време на средбата со законодавците во Крим, тој нагласи дека Русија не смее да се огради од целиот свет, но нема да дозволи некој да ја третира со презир. Според него Русија мора да се консолидира и мобилизира, но не за војна или било каква друга конфронтација. Соединетите држави и Европската унија воведоа санкции против Русија откако го анектира Крим во март годинава. Примирието во Газа беше продолжено за уште 5 дена, почнувајќи од денеска наутро, пренесе ДПА. Договорот за продолжување за пирење на огнот за 5 дена беше прифатено и од двете страни, за да има повеќе време на преговори, соопшти Египет, кој е посредник во преговорите. Во меѓувреме, сепак израелски борбени авиони бомбардирале цели во појасот Газа. Тие одговорија на палестински ракетни напади. Новото насилство го става под прашање продолжувањето на примирието. Исламистичкото движење Хамас, кое го контролира појасот Газа, негира дека истрелале ракети во 22 часот синоќа. 3 ракети паднаа во напуштена област, а 4-та била симната над градот Нетивот, прецизираа од израелската армија. Портпаролот на Министерството за здравство во Газа, Ашраф Ал-Кедри, посочи дека нема извештаи за жртви при контравоздушните напади кои паднале врз ненаселени области. Уште едно примирие до понеделник треба да им даде на водените со посредство на Египет индиректни преговори во Каиро, повеќе време за да се постигне траен прекин на огнот. Симон Камили, новинар на Associated Press и палестинскиот преведувач што работел со него, загинале денеска кога неексплодиран проектил се разнел додека експерти за демонтирање бомби од Газа се обидувале да го демонтираат. Италијанецот Камили и Али Шехда Абу Ашаб загинале заедно со тројца полициски инженери кога бомбата што се обидувале да ја неутрализираат експлодирала во градот Бејт Лахија. Уште 3 лица, меѓу кои фотографот на Associated Press Хатем
Муса се сериозно повредени во експлозијата. Министерството за надворешни работи на Италија ја потврдило смртта на Камили, кој е 33 вработен на Associated Press, што е убиен на службена должност откако компанијата е основана во 1846 година. Камили е првиот странски новинар што загинал во конфликтот во Газа, кој веќе одзеде 1900 палестински и 67 израелски животи. Соединетите Американски држави оценија дека многу малку е веројатна евакуацијата на илјадниците бегалци јазиди кои се наоѓаат во стапица на планината Синџар во северен Ирак, откако таква процена на ситуацијата направила наблюдувачката мисија на американската армија на самото место. 20 зелени баретки констатирале дека бегалците кои што се протерани од џихадистите од исламската држава се бројно многу помалку и живеат во подобри услови отколку што се очекувало, се вели во соопштението на портпаролот на Пентагон, контраадмиралот Џон Кирби. Според него илјадници бегалци успеале да ја напуштат планината во текот на последните неколку ноќи, пренесува Ројтерс. Припадниците на американските зелени беретки имале контакти со бегалците кои што се протерани од џихадистите и кои се вратиле во Ербил, главниот град на полуавтономната област Курдистан во северен Ирак, изјави функционер на Пентагон. Тој зборуваше за мисија на процена, но не ја одреди нејзината крајна цел. Зелените беретки на армијата на САД се специјализирани за оспособување и советување на локалните војски. Портпаролот на курдските вооружени милиции Пешмергите претходно најави дека американските воени советници треба да дојдат во областа да ги разгледаат начините за евакуација на цивилите. Околу 130 воени советници во вторникот допатувале во Ербил за подлабоко да ги проценат потребите на јазидските бегалци. Истовремено британските медиуми јавија дека група офицери на британските елитни единици исто така во моментов се наоѓаат на територијата на северен Ирак и се инволвирани во дејствија кои имаат цел да го сопрат напредувањето на исламската држава. Македонија со денешниот настап на Ристе Пандев го заврши настапот на Европското првенство во атлетика во Цирих. Вчерашниот ладен ден во Швајцарија во знакот на британците, кои освоија 3 злата во непон час. Од стадионот Лице Грунт во Цирих се јавува Зоран Мишевски. Македонскиот атлетичар Ристе Пандев го освои 29-то место од 32 надпреварувачи на 200 метри на Европското првенство во Цирих. Тој истрча 21:96, што е за 31 стотинка после резултат од неговото најдобро постигање. Зад него единствено беа Фабиан Холднер од Лихтенштеин, Михел Деса од Андора и дисквалификуваниот германец Јулијан Ројс. Денес сончев ден на Цирих, но се уште сме под импресии на вчерашниот дожд, ветер и британските 3 злата во неполн час. Джемс Дасаулу е нов европски првак на 100 метри, иако не успеа да истрча под 10 секунди. Најголемата негова победа во кариерата вредеше 10:06. Сребрен е двократниот европски првак французинот Кристоф Леметра, а до бронзата дотрча Хери Енкнес Ариети, исто така од Велика Британија. Чемберс остана без бронза и веројатно ова е збогување од големите приредби за легендарниот британец. За прв пат во историјата на европските првенства на стотка најбрза жена е холандјанка, тоа е Дафне Шипрес, која што истрча 11:12 и го подари првото злато на Холандија на шампионатот. Среброто отиде кај европската првенка од пред 4 години Мириам Сумаре од Франција, а бронзена Аша Нелсон од Велика Британија. 31-годишниот британец роден во Сомалија Мохамед Фарах по 4-ти пат стана европски првак и го комплетираше својот Гранд Слем од европско, светско и олимписко злато. Тој на 10.000 метри успеа во драматична завршница да го освои златото со резултат 28 минути 8 секунди 11 стотинки пред сонародникот Ендри Вернон кој доснаше 55 стотинки и натурализираниот турчин Али Каја кој што го освои бронзениот медал со 61 стотинка за останување. Во техничките дисциплини, дискот најдалеку го фрли очекувано германецот Хартинг Единсен преку 66 метри и го одбрани златото од Гетеборг, додека пак убавата српска атлетичарка Ивана Шпановиќ за 4 сантиметри остана без злато во скок во далечина во женска конкуренција. Незините 6 метри и 81 сантиметар беа доволни за сребро, откако во петата серија ја надскока Елоис Лесер од Франција и успеа да стигне до златото. Денешниот трет ден Европското првенство започна со женската трка на 20 км брзо одење и најмладата победничка во историјата на Европските првенства 21-годишната Људмила Олијановска од Украина. Таа ги победи русинките и чешките надпреварувачки и на убедлив начин го оствари првото големо злато во незината кариера. По пладнево на Лецингрунд медали ќе се делат уште во 6 дисциплини.
Од техничките, ѓуле ќе фрлаат девојките, трискок по машка конкуренција и фрлање копје кај девојките, додека пак од спринтерските дисциплини, шлагерот ќе биде машката трка на 110 метри со пречки, како и машката трка на 3000 метри стиплчес за крај на денешната понуда. Од Цирих, Зоран Мишевски. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на Актуел. Ви благодариме за вниманието. Повеќе информации можете да најдете на нашиот веб портал tera.mk. Пријатно!